Заврши наводнителната сезона за годинава. Вода по каналите на хидросистемот Брегалница за наводнување на површините под Ори со Виница до Свети Николе веќе нема да се испорачува. Во 10 часот беше сопрена водата од десниот и левиот магистрален канал од системот Калиманци. Сезоната помина во тешки услови, како што знаете сите дека беше премногу голема суша. Ние како што настапивме храбро со оптимистички со зголемување на оризовите полиња на 5000 хектари, моравме да го редуцираме на 3000, со тоа направивме голема редукција како на оризовите така и на други култури. И со големи маки, меѓутоа со многу работа ја поминавме сезонава. Поголемиот дел од земјоделците од општина Чешиново Облешево се задоволни од наводнителната сезона. Каналот што ме сопрем, тоа е на време. Тоа е добро, пошто не треба вода, има преviše вода по оризите и добро е. И народот почна да ги цалат. И нема потреба од вода. Сопирањето на водата ги врати земјоделците на нивите. За жал и овој пат од мака. Во очи на жетвата, тие и годинава се соочуваат со големи проблеми кои ќе остават последици и на родот и на квалитетот на оризот. Плевелите се опасни. Тоа диво теа воја го чистам за семе, така другата година ако се сее, тие ги вадам што са дивите, просо нешто сечам. Воите не се квалитетни, поново искарува просо и многу проблеми, да ви кажам право. Ова се многу тешко држава. Кој ќе иде у фабриката, ако не е чисто, сака да го белат. И да го стегни тоа, да го избеле, крши го. 30% редаман. Лом го прави. Ако пуштат црвени, па не бивал пазаро. И така. Ова значи дека ожњаните количини годинава ќе бидат слични како ланските. Околу 600 килограми може да има по декар. Не е многу добро, не е спрема денешното време малку. Он може ќе има нешто повеќе ориса, ама квалитетот кој ќе биде од жештините не се знае квалитетот. Може да има нешто количински повеќе, а квалитет може да биде помалку. И додека се очекува собирање на годинашниот род, земјоделците го продаваат ланскиот. Иако го чуваат за да добијат добра цена, сепак на крај повторно го продадоа по цена која откупувачите ја понудија. Ја го чува и полански. И сега нешто треба ми пари да ја го целио, баш денеска го дадов. По 40 динари. Тај Андрејата и Глоријата, а имаше Халибек, тај не знам по 34 или 36 лет. Тоа е многу малку. Не може да заработиме за ѓубре, за препаратите. Тоа е смешна цена, порно и да не си произведува ориз, ја не знам. Инаку, првите оризни ниви годинава ќе се ожнеат кон крајот на овој месец. Колку и каков ќе биде родот, ќе се знае откако комбајните ќе влезат во нивите. Кога во прашање е цената пак, производителите уште од сега стравуваат дека и годинава маката ќе си ја продадат за џабе.